На раце до петикат. Вака се носат пациентите во Штипскиот здравствен дом кога не работат лифтовите. Оваа клупа е предупредување за неисправноста на истите. Пред микрофонот на телевизија Стар, оние кои успеа да се искачат, се едногласни. Исклучително тешко и мачно е да се совладаат скалилата до ординациите, не само до првиот, но и до четвртиот кат, каде е лабораторијата на овдешниот Центар за јавно здравје. Тешко е. Да се качиш, тешко е без лифта, ама која нема. Начуна на нас, инвалидите. И тоа. Нормално дека е тешко без лифт, треба да се направи лифт, али е тоа е до некои надлежни луѓе што треба да направи. Тешко е, како не е, горе на четврти, трети спрат, тешко е. До втори можам да се качам, нели, на интернист. Ама нагоре тешко е. Сам 82 годинки одат. Не е добро. Да, така. Посебно тука, на болни луѓе, би требало да се отклоне тоа моментално. Дел од пациентите, кои како така дојдеа до својот лекар, со предлог решение за проблемот. Они треба да ги подкарат овие што се одговорните за лифтот да го направат. Не може да дадеме подршка за да се помогне на нив. Друго што? Ние немаме никаква генерација. Секој е расипан, ќе го направат, а нема се така да биде. Можно е поправката да започне уште утре, така да до крајот на неделава проблемот со неработењето на лифтовите ќе биде решен. Информира за телевизија Стар директорот на домот доктор Снежана Трајковска. Во меѓувреме, без разлика на возраста, кој има сила ќе отиде на лекар, а клупата останува како своевиден информатор дека за некој качувањето е мошне во наводници здрава работа. Здравствениот дом во Штип има околу 80 на ординации и дневни амбуланти. Неработењето на лифтовите ги затвори и салите за состаноци и семинари, бидејќи се лоцирани на најгорниот петикат. Тука дневно лекарска помош бараат повеќе од 1000 пациенти.